Браво. Која страна? Ова страна? Ајде. Првенствено сакам да изразам голема благодарност што сум дел од сестрано најреспективната младинска организација. Чест и задоволство ми представува што ве гледам во толку голем број. Млади, силни, храбри, полни со ентузијазам и стремеш за подобро утро, подобра светлина за нас младите, за подобра Македонија. Сакам да нагласам дека тука не сме дојдени да бидеме восочни фигури. Треба да ги завратиме ракавите и со полна парија да идеме кон зацртаните цели. Оваа младина ќе представува двигател во креирањето и водењето на младинската организација. Ќе придонесеме за искористување на младите образовни ресурси, поголем број на вработување со цел искористување на младите образовни капацитети, активно социјално вклучување и обединување. Младина која после овој чин на официализирање на младинскиот форум, овде ќе произлезе, односно ќе излезе уште повеќе сплотена и обединета, при тоа спремна да се надпреварува на политичкиот терен кој начекува војнина. Нека не ми замеруваат останатите, меѓутоа јас имам намера да војнина многу повеќе обрнат внимание на младината на Карпош. Бидејќи оваа младина заслужува таква соработка, односно таа младина која треба да ни го даде оној елан кој ни недостасува во оваа борба. Односно, тие треба да се борат за едно подобро утре и да придонесат за подобро нешто во ова наше сививо, односно ова наше условно кажано демократско општество. Јас сакам вечера малку да се осврнам и генерално на целата младина, на Гром и на она што не очекува во иднина. И најпрво сакам да ви посечам дека оваа партија, председателот Јакимовски, не ја направи за себе, тука ја направи за нас, за младите. Како што вели тој самиот, јас имам власт, се имам најпрестижната општина во Република Македонија, тоа е Карпош. Сега, во оваа партија, на нас, ни се остава огромен простор за работа. Наше е да видиме дали ќе го искористиме. Јас верувам дека со максимален ангажман од сите нас, ќе успееме да го исполниме оној огромен простор кој што ни е даден. Еве ќе направам само неколку факти по кои што ќе видите колку е битна младината или младиот човек за Карпош. Прво, 60% од председателите на општинските организации се млади луѓе под 30 години. Во Кисела Вода имаме председател кој што има 26 години. Во Газибаба имаме уште помлад председател на општинска. Во Струмица, онаму една од општините кај што исто така имаме голема бројка, председателот ни е под 30 години. Значи ни даваат огромен простор да се докажеме. Оваа младина ќе биде оригинална по својата поставеност и начин на работа. Најпрви би сакала говорот да го почнам токму со зборот храбро. Да кажам дека јас сум во Гром зашто сум млада, храбра жена. И вие младите сте во Гром затоа што сте храбри. А зборот храброст го научивме токму од нашиот лидер Стефчо Јакимовски. А уште посилна, помоќна и похрабра ме прави кога гледам дека не сум јас единствената млада тука. Гледам дека ги има многу, а особено ми дава сила да продолжам напред кога ги гледам младите од Нерези, како Рушик, Викторија, Кристијан, Джејан, Суман или сите други карпошани. Јас мислам дека во изминатиот временски период ви дадов вистински пример како треба човек да се бори, како треба да носи одлуки во право време, вистински одлуки, да не се плаши од предизвиците, да знае дека на храбрите Господ им помага
И јас сум убеден дека ако сите вие го следите овој пат и на предизвиците им излезете и ги погледнете право во очи, дека резултатите ќе бидат неминовни. Тоа можеме да го постигнеме само ако бидеме заедно, само ако бидеме сплотени и ако вие како форум на млади на Карпош, на Гром, бидете дел од една целина. Јас сум даблок убеден, ако продолжиме заеднички да работиме, ако бидеме блиски до граѓаните, дека нема теоретска шанса Гром да ја даде палката на друга политичка партија овде во Карпош. Некој од вас ќе ме наследи мене. Некој од вас ќе биде нов градоначалник на Карпош. Јас тоа сакам да бидам млад човек, дали машко или девојче, кој што ќе го прифати предизвикот на функциите и убавите и лошите работи што ги носи политиката со себе, но едно е најбитно. Лошите работи се заборават, убавите се памтат, но најголемо задоволство е кога знаеш дека ги служиш на своите граѓани и кога знаеш дека граѓаните тоа што го работиш го почитуваат. Поголема демократија, слобода на медиумите. Не ни треба за Европа, ни треба за нас. Ние сакаме слобода, ние сакаме демократија, ние сакаме медиумите слободно да се развиваат. Натаму, подобро образование. Образование кое што соодветствува со потребите на стопанството треба за вас, не за Европа. Таму ни требаат реформи за да можат младите луѓе да се вработуваат во стопанството. Стопанството е тоа кое што има неограничени можности за ширење, за развој. Таму се неограничени можностите. Администрацијата е таа која што е со ограничена моќ. Колку луѓе може да се запослат во администрацијата? Ова што денеска на вас како млади луѓе ви се нуди, тоа е перспективите што им се нудеше на бугарите со Тодор Живко во Бугарија. Сичките да заработат за 100 и нешто љава. Значи сите да бидат запослени во администрација и да бидат среќни. Тоа не е среќата за младиот човек. За младиот човек треба да биде среќата да знае дека работи, дека заработува, дека има шанси да заработи многу повеќе, да отвори своја фирма, свој бизнис и така да се развива тој и неговото семејство, па потоа и тој да може да запосли некого, а не ова што се нуди денеска перспектива е само администрацијата во Република Македонија и мислам дека влеговме во еден круг, во една безидејност која што практично не води никаде. Да се потрудите, секој од вас, да се земе девојката, сестрата, братот, другарката, да дојдете да се подружиме на 26. Да прво вие сите видите дека Гром станува едно големо семејство. До денеска ние имаме 19.870 членови. Тоа се 2 дивизии војски. Тоа значи, ви гарантирам дека не постои партија во Македонија која што успеала за 6 месеца да го зголеми своето членство за 20.000. Ние тоа го направивме. И така ќе продолжиме и јас очекувам до изборите дека ние ќе се приближиме до 30.000. Но најбитно ни е да имаме што е можно повеќе млади. Да имаме таа погонска сила. Се договоривме дека вие ќе бидете единствената партија, единствените млади во политички подмладок, во било која политичка партија која што нема да лепите плакати. Од вас бараме идеи, бараме ентузијазам, бараме да имате креативни мисли, да се потрудите да си внесете свој дух во работењето на граѓанската опција за Македонија. Ова партија, како што рече Бојан, дава можности на секого да се искаже, да си даде свој придонес. Сакаме да ги отвориме перспективите на оние што се надпросечно способни. Јас мислам дека тие треба да не водат напред. Ние што сме помалку способни да ги поддржуваме. Тие што се уште помалку способни да се потрудиме да им помогнеме. Таму каде што имат животни проблеми или било каков друг тип на проблеми. Да видиме едно семејство кое што ќе се помага, кое што ќе се поддржува, кое што ќе предначи со својот интелектуален капацитет и со тоа што ќе зрачи со позитивна енергија кон граѓаните овде на Карпош. Затоа што е ова партија која што ги почитува сите вероисповести,
партија која што ги почитува сите нации, партија која што подава рака на сиромашните, партија која што подава рака на оние што се немотни и партија која што има визија за својата општина, а тоа е за општината Карпош. Ако сите на овој пат се обединиме, јас сум сигурен дека ние ќе имаме изводени успеси на наредните и парламентарни, а потоа и на локалните избори.